Актуелниот генерален секретар на антикорупцијската комисија, Адем Чучулј, е највисоко рангиран на листата што ја направи комисијата за селекција за прв човек на ДКСК, и тој на утрешната седница на комисијата за избор и именувања. Најверојатно и ќе биде утврден како предлог за председател на независното тело, дознава Сител. Иако не мора да се водат од ранг листата, партиите неофицијално се согласиле овој пат да одат со кандидатот со најмногу поени со цел да се избере председател на ДКСК кој нема да биде избран со надгласување и ќе може да го врати кредибилитетот на институцијата. Предлогот од комисијата ќе треба да биде потврден и на пленарна седница. Комисијата за селекција го заврши рангирањето откако 2 дена ги интервјуираше пријавените 10 кандидати кои пак аплицираа за оваа функција уште пред локалните избори. Чучулј ја предводи листата со оценка 9,65, а зад него се поранешниот ревизор Бранко Смилевски и професорот Кимо Чавдар. Според биографијата доставена од Чучулј, тој е дипломиран правник кој најголем дел од својот работен век го поминал во ДКСК, и тоа од најниското скалило па се до генерален секретар. Антикорупцијските експерти велат дека во овој момент на антикорупцијска и треба на вистина квалитетен човек со интегритет. Тој треба сега да внесе една нова енергија и со својата работа да придонесе за подобрување на кредибилитетот на институцијата, што значително се наруши по покренатото обвинение за претходната председател. Исто така, тој мора да придонесе за надминување на забелешките во извештајот на Европската комисија. А тоа е да се подобри комуникацијата со јавноста, да се работи потранспарентно и непоколебливо да се постапува, особено по предмети со политички сензибилни елементи. Значи, висок интегритет и непристрасно, независно и професионално и законско работење. Да не забораваме дека станува збор за институција која што има превентивна улога. Значи, тоа ви е исто како да одите на доктор за систематски преглед. Ама хирургот е обвинителството и судството. Комисијата за спречување на корупцијата добива нов председател откако Татјана Димитровска си поднесе оставка откако стана обвинета во случајот Адитив, дека на обвинет во случајот пренесувала информации. Дополнително одговара и за фалсификување на сертификатот за државна тајна, бидејќи во нејзино име друг го полагал електронскиот испит. Катерина Нешкова, Сител телевизија.